Во Пехчево пожарот се уште не е под контрола, а огнот нов фронт отвори помеѓу Козија, Каргулица и Црвулево. Уште не е под контрола, како да кажам, на едно место се стигнува, на друго место се разгорува, ама некако брзо се интервенира и се става во под контрола. Утринава, пламенот ненајдено свој терен отвори помеѓу селата Козија, Каргулица и Црвулево во Карпинската општина, а се започна од запален електричен столб. Ние добивме дојава пред 15-20 минути и право излеговме на терен. Широк е огнениот фронт, како што гледаме. Така. На терен се противпожарни единици повеќе. Ние тука се обидувавме околу патот да спречеме проширување на огнот. Да не дојде до Аргулица? Да не дојде до Аргулица. Дали е зафатено Козјак? Не е зафатено. Има трактори кои што одоруваат овие првите викендици кај што се. Да. Така, само на овој дел е пожарот, на другиот дел е локализиран. Претежно е зафатено сува трева и нискостеблесто. Да, нискостеблесто и тука лозов насад еден сега. Зафатен и лозов насад. Да. Добро. Очекувате припомош и од мештаните на Аргулица, на Козјак, дали тие да се вклучени на некој начин? Ние ги организираме, ама многу е кратко времето, во секој случај ќе пристигнат и ќе дежурат да не се прошири понатаму пожарот. Значи денеска некако прилично ќе биде подолг денот. Така да. Големата опасност го мобилизираше населението, кое експресно застанаа во одбрана на својот имот, каде со трактори забрзано ги правеа безбедносните појаси, а жителите на сите начини го гаснеа пожарот. Пред малку ја добиме и право излеземе. Да се гаси, не? Да помогнеме колку можеме. Имате тука некаде имот во близина или? Близина немам, ама да го спасиме селото. Не знам, само што дојде сега. Добра. Паралелно, огнот се пред себе ништеше и во аторот на селото Црвулево. Тотално одам на пожар, значи не знам колку се у Козјак. Треба да одам у Црвулево и таму имало пожар. Што гори таму? Не знам, значи одам таму ќе ми кажат. Да, колку сте екипа? 4, едно возило и 4 пожарникара. Брзите интервенции ја спречија големи штети, а до сегашното резиме од денешната борба против огнот е уништен само еден лозов насад. Превентивно на овој терен се 14 пожарникари со 4 противпожарни возила од Штипската територијална противпожарна единица.